Па дечки, јас сум со Бобита на Шанк. А Боби сам ја. Ако сакате да не слушате што правиме муабет, кликнете на овој линк доле. Добре. Супер си, супер. Ке се смееме цела емисија таква. И ми на пример сега сакаш може да почне. Да, и ми сега на пример Овој шанкер не дава воду. и да, нека дам прошли пат не на бранета да не. Слободно се зафркавај, слободно што на пример за фрканција нема овдека цензура кога нас, значи све можеш да се шалиш, да се зафркаваш. Еве Никола ми вика, може да го почнеме и овој емисија на Шанк. Фала Никола. Значи сакаше да ga најави овога гост, ама не е гост, гостинка, еден убав репрезент на Кумано, убаво наше кумановско девојче, а и македонско девојче. Мартија, добре дошла. Фала Боби, добре те нашла. Фала за убаво интро. Така е. Баш ми е кеф што Поштуемо си ги минаш. Фала. Да. Многу значи и многу ми е убаво кога сум окружена со мои кумановци, осеќам се Домче. дома. Да. Не ми е нешто страно. Да. Мартич, извини, така ќе се зему за Слободно. слободу да те викам, затоа зашто да спомну си менјачка на мој ќерко. Тако е. И те поштуи исто. Ти почна од мали ноге, си покажуваш интерес околу музика, околу песмо, затоа зашто те познавам и лично. Кажи ми, дали ти беше тој тешко како почна од дете, затоа зашто многу деца иде по други путишта, ти избра да идеш по овој пат? Па интересно прашање, Боби, сви ме прашував такој кога иду на интервју, тоа е некое прво прашање и највише се задржим околу тој. Овој пат неќу да се задржам Тако многу, е, да. да имамо време и за други теме. Али дека ми беше тешко, не ми беше тешко. Ја од дете сам некако поврзана со музику и сам тој пут што ме доведе еве до куде што сум ск, надам се, знам дека имам простор још многу да напредую и знам дека мое времето прв ск ќе дојде. И не треба да си скромна, ќе те прекину на кратко, веќе си ти поим на македонску сцену, значи со толку млада, со твои години, свака част, и не треба да си скромна да си га признаеш тој дека не си баш не котираш ниско, него баш убаво котираш високо. Многу ме радуе за тоа, зашто тој такој. Фала Боби. Јас знам дека не постои лимит и увек може да свак човек да иде напред, тако и јас се труду. Да се надовржу на прашање претходно. Не ми е било тешко, напротив, многу ми е било убаво, затоа што од увек сум знала дека музика е мој животен пут и знала сум дека тоа е една работа према која имам пасија. Јас сум човек кој што едноставно не може да функционира без страст према било што. Еве конкретно кога станува збори за работу, еве у мој случај тоа е музика и уметност. Тоа е единствена работа на према која што имам ја пасија и стварно од сам почеток ми е било истинско уживање. Свака работа што се работи со љубов донесе резултати порано или покасно. Знам дека имаш, може да кажу, не конкуренција баш толку како што во Македонија може да се каже, ама дали имаше притисак, еве, ајде Марта друга професија, па можеше окој, мада познавајќи го, еве да го поздравиме Снежета, мајко ти пуно поздрав Снежета, поздрав Снеки. Поздрав Снеки. Мислам дека она ти дава целосну поддршку и слободу да избереш нешто поразлично од тоа што е фамилиарен бизнис ваш. Да кажу дека ваш фамилиарен бизнис е млекара Бучен Козјак, што е една од најпознати, па не само во Македонија, на Балкан. Меѓутоа ти избра нешто поразлично. Дали имаше и мала сугестија, па добро, ајде пробај па да видиш кој, па ако не дојде овамо, врати се. Викам ти, познавајќи го Снежета, мислам дека не е бија такав момент, ама сакам од тебе да слушам дали е така било. Не сум зборила никад за овој, Изак, не знам како да почну, али наједноставно ќе кажу. Тако е Бучен Козјак е фамилиарен бизнис кој што су го почнале мои покојни баба и дедо. И наследане на мајко ми и на мојага ујка, Слободан. Поздрави до Совета. Поздрави до Совета. И морам да кажа едну работу конкретно за нима двојца, тоа е дека никад не су не ограничувале, увек су ни давале поддршку 100%, не само на мене, него на сви
и на мои братучеди, и на мои браќа, сестри, мислу, апсолутно сваки имаја простор да си се пронајде, никад не е имало притисак дека ми морамо да работимо тоа што го работи они. Увек су не училе дека што и да се работи у живот, мора да се работи со огромну љубов и со огромну пасију према тој. Ако се гледав само некои други да кажу можда материјални вредности, најверојатно нема да биде успешен тај бизнис. И од тој разлог претпоставljam дека су ни дале и многу поддршку и многу слободу за да ми се пронајдемо у нешто што е блиско до нас. Меѓутоа, не мора да значи дека тој не е фирма. Сакам да кажу, ми смо... И ви пасак некако враќате, допринасате на тој фирму, затоа зашто... Па некако не сме можда сите директно инволвирани, ја лично не сум директно инволвирана, меѓутоа, нормално, ако сам од некој помош, обавезно спомну за моето и маркетинг дел, да кажу, можда тој малце некад знам да предложу нешто, меѓутоа, нели, на крај на ден има кој се одлучува за кој ќе пресече на крај на све. Не е имало никад... Нема многу... Ипак е тој нешто скроз оделно од нас, од нас деца, тој си го водив и поставени директори, менаџери на сви одели, ми смо ту едноставно, како да кажу, не смо сите инволвирани. Помагачи од страна, поддржувачи. Знам дека и Бране беше у подкаст. Не знам дали сте презбориле на овој тему. Прозборима. Ама не ти кажи. Добро. Не сум го слушала. Тако и да некако свак си има некој своју причу индивидуално и тој ме многу радуе затоа што некако свак си се оствари на свое поле и се развива на тој поле и нормално тој наши родители ги прави најсретни пред све и мислам дека и ми смо сретни и мислам дека тоа е нешто што е клучно у целовој процес. Знаеш, ја мислам дека за тој се разликува многу луѓе еден од другога, од третјога и цели на овој подкаст не е само нормално ми се смееме и се шалиме и така ќе биде. Меѓутоа со сите гости га правото им обед дека сакамо да покажеме и да ги мотивираме млади луѓе дека без обзир каква и помош да имате, ипак ти си решила, тоа е твоја одлука. Ти не си се откажала. Могала се да уживаш еден комодитет, да кажу лабаво, еве, туј сум и со цел овој успех што си га постигнала толку млада, да не га постигне затоа зашто некој комодитет имаш и можеш да се опуштиш. Да ги мотивираме малце млади, дека треба да пресечем, не треба што сак на пример ако сам ја бија, тој зашто да не биде нешто поразлично. Апсолутно. Ја многу сакам да сум обкружена со луѓе кои што су амбициозни пред све, што сакав да напредуев, да сменив нешто, да направив нешто свое, да оставив некој траг. И утре кога ќе се навратим во време, да су стварно среќни и задоволни и да знаев дека тој останува и тој ќе ги направи поносни и сретни, тој ќе остане на следеќи генерации. И ќе ги спомнев, например, ќе каже и да знаеш овој такој беше или било како. И сматрам дека без разлику човек у кои стање да се наоѓа у живот, мислам дека еве една pouка од татка ми кој што увек ми га тој збори, едини спас за здрав дух, за здраво мисло е само работа. Значи само работа, ништо друго. Ако имаш ти обврски, ако работиш работу што го сакаш, онда ќе бидеш многу посреќен. И ја веруju тоа. И ти се отварав други видици. Значи, например, ти ако си у некој комфортно зона и седиш, не можеш све да видиш. Али, например, не мора да значи дека неуспех треба да те обесхрабри или да паднеш. Затоа што не е битно колку пута ќе паднеш, битно е колку пута ќе станеш. Ја веруju тој дека не постои неуспех. И ја исто. Може е моментална криза. Тоа е само една лекција од која што извлечеш некој поуку која што многу повише ќе ти донесе. Нели свако зло за некој е добро. Значи ти како се викаше кога свето е завршиш, кога свето е спакуеш, уствари, знаеш, у момент може да изгледа лошо, може да изгледа дека си паднаја. Ама после кога ќе размислиш малце, па чека, ако не беше такој, ја можда немаше да биду до овдека. Сигурно. Ја веруј дека све се дешава со разлог. Ништо. Да ти дам чашка за вода, Никола да не ме кара.
Еви водичка, Марта. Фала Шанкеру. Ноќас будит. Ја викам, куде е вода? Вода го нема. Збори, нема вода. Устани си се жива вода. Стварно? Ке ме кара Никола па. Намо. Уво ти кажа Никола зет. Стварно. Никола, ти, кад ке видиш, кад ке те погледну, ово кој ке ти кимну, Значи вода. значи вода. Правите, знаеш, Марте, на утакмицу, Рамче игра фудбал, знаеш, иде варага и тренер му прави ово која, вика, замена бе Рамче, не салто. Немој ти на кој Никола почне да се врти, да. Не, вода. Вода, овој пут вода, да. О, бре. Мене ми е мерак, значи, еве да те прашам, дали и тај само дисциплина у тебе и самоуверење ти допринаса да успееш у тој што га сакаш, затоа зашто да не ги делимо стари млади луѓе, имаш само успешни и неуспешни. Значи, тие плакачи што плачев цело време или тие што викав добро, чисти се прашину, идемо дале. Дали за овој ти што га работиш моментално, не сумњам, ама си треба дисциплина некоја. Треба дисциплина. Да. Ја мислам дека едина работа што ги дели луѓе што сакав да сменив нешто и луѓе што се у комфорт зону, едина разлика е дисциплина. Да. Ја мислам дека ја кад би имала одреден период од ден, ако треба да работу од, не знам, 3 сата, еве, нека се уден, ќе ги заврши и после тој ќе го користу друго време за све друго, да си уживам, да пијам кафе, да се опуштиш како човек, да се опуштиш. Да. Док кад работиш нешто што е, да кажу, свое, е многу потешко и позахтевно, али мислам дека тој донесе резултати. И мое радно време, например, некад може да се деси цел ден да не работи ништо, а некој ден да се деси буквално да не можу Воду да се напиеш. Па за тој Никола е пак крив. Да, и мислам дека тие ствари се многу битни. Ја не може да кажу дека сам најдисциплинирана особа на овој свет и тоа е вечита борба. Да. Тоа е вечита борба и стварно е тешко да останеш у некој константен циклус на работу и сам да си ствараш обврски и сам да ствараш нешто. Да. И ти сам знаеш, ти нонстоп пишуваш, нонстоп снимаш подкаст, идеш на другу работу. Полицију. Значи, свака возимо за автобус. Па и кога дојде смета, тој праша прво, од куде ти е тој жар? Значи, тој жар у луѓе. Јас спију 3 до 4 сата од ден. Свака част. И знаеш, ја многу сакам што су луѓе како тебе, такви луѓе инспирирав, знаеш, и тој те некако, тоа е на пример и мој драйв. Јас затоа сакам нонстоп да имам луѓе кои што су стварно активни. И мрзо енергетски вампири. Ау. Марта, нели? Значи само застануваш, он се вале да вика, овој те гледат готово. Веќе го црпе енергија, нели? Значи на njega се му света. Јас знаеш на почеток многу ми го црпеше тој енергија, Мартиш, многу. Значи ти се застануваш со човека, разговараш, гледаш колку е позитивно, колку е лабаво и секонд доваѓа, овој дека ли ке стои? Готово. Значи он те исцеди максимално. Све на njega му смета. Имам ја на пример луѓе што работу куде што ја мислам дека чат да не каже LGBT чат, значи знае повише од njega. Значи ќе почнеш да разбориш за чаша, он знае. Да, LGBT кажа. Јас да сватам. Да, и на пример он све знае. Ќе почнеш ти на пример некој не може да си професионалец и све да разбираш. Ја викам нели затоа си има луѓе не потценуju ни едну браншу, ни едну работа. Ама на пример има се луѓе доктори, има се професори. Не, има луѓе енергетски вампири што све знаев и он не дека знае све, него може да се расправља со тебе, да ти го црпи енергија. Има слободно време. Празен мој живот, Марта. Празен мој живот. Не можеш да се љутиш на такви луѓе, само подалеко. Да, само добро, брат, право си. Океј, право си. Знаеш како идеш дома, медитираш, тражиш на ChatGPT, пишеш how to heal. Да. My spirit. Може па, нели? Саваш ти свак ден некои нови ствари. Некои светичке палиш нешто. Кристали од свак ќош. Мајка ми купуваше зеолит, стављаш нешто. Не знам дали знаеш што е зеолит, ама. И помага, чува го од будале.
до негде. До негде, да. Не работи 100%. Не 100%. Не. Ќе видиме стеже ќе се договориме да појачаме нешто. Тој во од некога од Србија до НСА, не знам тој куде се продава искрено. Да. Ама стварно е дека има такво нешто. Да. Значи, тие луѓе ти уништуваат ти га жар твој. И јас сум решија дека да, добро, не се распеле, важи брат, право си, и готово. Ама ти сега па е незадоволен. Ама право како да ме откачиш, и сега. Да. Значи, мрзу такви луѓе не сакам, затоа зашто ти го цицава енергија, ти треба да работиш. Па еве ке се навратот, ти си успешно тоа што го работиш и многу. Сега Фала, Боби. с Може ли уште една вода за овој? Може од овој змијевачок. Може и тој фейк виски ми делува Изолични добро. борби му. Ако си спремна, кажи ово веста, ќе реагирам. Не сум денеска, не ме дире, треба брането да га викам. Он ќе ти извади тие шурикените одак. Он со тие негови... Мачевите ќе не направилам. Што ви кажале у Куманово стари луѓе со школу докуде си. Офлеле. Разбрате се. Абе, мамо, не ме прашувај за тој. За школа, да, немој за школа, мамо, не ме дири за школа. Свако дете ќе се врати од школа. Вика, учи да не идеш у школу, па еве заврши два факултета и стварно вика, не, учи да не идеш на работа. Вика, заврши два факултета и стварно нигде не работи. Да, тоа е стварно. Студираш што, како? Да, со ќе се уозбилјам малку. Студирам. Не разговарам многу на тој тему, искрено. Чисто на кој праша. Превише, онакој... Ради кумановску публику, пошто прво кумановску публику, не ги учи тоа дете интересира. Да имаш што да оговарам после. Знаев некако град за шалење, нели Да, како такви да, луѓе, и за озбилни не знаев. За факултети многу не разговараме ми овакој. Има доста паметни луѓе, да. али повише не знаев по тој. Повише по комедија не знае и по појање, да. И по појање. по талент. По талент. Тоа е талент кој што се истакнуваме у Кумаровци. Да. Факс? Факс студирам економски. Браво. Економски студирам, втору година сам и надам се дека све ќе биде како што треба, труди се и двете работа некако паралелно, пропратно и с музику и со све да ги усогласу. Напорно, нели? Абе, Боби. Да, право си. Што е напорно у живот? Па тоа е, треба само да се трудиш, да И напредуваш. ведар дух, Мартич. Значи, позитива. Ако мислиме дека нешто е тешко, стварно ќе биде тешко и никад нема да го Тој завршим. си у главу, знаеш? Све е у главу, све е Мајндсет перспектива. како сега, да. Ако ти сватиш дека не ме бива, не може да го заврши, или ќе ме биде, тој е проблем. Да. А ако имаш дека мора да го заврши или мора да го направи, окей, ти сам ќе се потрудиш. Некако Треба да сакаш едноставно. Некад многу, нели, реално некад, не ми, зашто ми сега терамо наш филм и си идемо, работимо си, ама како нација некако многу брзо се откажуваме од некои работи. Баш тој сакаше да презбору. Значи, пред некое време беше у надвор од Македонија, друга држава. И немаше таму некои обврски за работа, беше од приватни причини да завршу нешто друго. И умеѓу другото, нели, идеш на доручак, Да се на прошеташ ручак, малку, прошеташ. Јас сум се чудила, значи, колку су луѓе спремни на све још од 7 сабајле. Значи, станев, жене су прво преубави, предотерани, средени, пуни со живот. Ако е таму околу да си била кад се чума, да. Да. И просто ми беше чудно. Еве, ја пошто живу у Скопје. Скопје, например, не е мал град. Така. Меѓутоа, некако приметува едну разлику, малце е попасиван град. Да, И нема го тај жар. Slow motion е некако, да. Луѓе су толку расположени исклучиво за кафе и за не свите, нормално, меѓутоа кажува во кој една генерална слика. Некоја си дружба, да не кажам Да, наводно. повише за дружбу, док оној предприемачки дух, желја за нешто да створив е некако на едно подруго ниво за разлика од некои други места кои што сум ги прошетала еве последње, да кажем, од 2 месеца. Да. И баш приметува едну разлику и тој некако мисли дека на свите не влијае. Знаеш, у какво окружение си стварно си многу значи. Мислам дека ако луѓе у Македонија, еве, пошто сме у Македонија, Смо си куде што сме. Куманово, Македонија, Куманово како и наше, да е, да. ако малце повише веруев у себе, ако малце повише Га намалив завидлък. па добро, да, и тоа е доста битно. Намалив га завидлък. Меѓутоа, може
завист, ако можев да го претворив у љубомору. Да. Пошто И кога е они- човек љубоморан, он се восхитува и посакува нешто туѓо и се труди да го направи Или да го надмине на крај. Или да го надмине, Да. док завист е една, и барем ја тако сматрам, една лоша особина која што само оставља те пуни с негативна енергија, едноставно туи губиш и желју да направиш нешто за себе и автоматски нели стагнираш Тако е. или евентуално идеш назад. И мислам дека малце кога сменимо мајндсет, а знам и сум Дека убедена можемо. у тој дека сви можемо. Значи и Куманово и цела Македонија Со личен глобално- пример да допринесемо малце, знаеш мене што ми е на пример некако се повише бави еве сакајде подкастџije, хумористи, па без разлика и музичари, уметници, ајде да кажу, да се ставиме у еден кош како уметници. Има една група куде што општо, без разлику, 2 клипа од снимија, 2 рилси и он е више инфлуенсер, прво. Некако с твое вреѓање и твое понижување он сака да дојде до израз. Док, например, еве јас збор лично за мене, како личен пример за тој и овој подкаст е ваков како што изгледа, е да биде лабав. Например, не навредуваме никога, не понижуваме никога, нема незгодни прашања, работа ни е гост да се осеќа природно. Луѓе што ќе гледаат да види дека чекај, па Мартија е на крај обичен човек, значи и она си е окей, коректна, ама од зли јазици, нели они представлjaат некој слику за нас, за мене, за тебе, воопшто за сви. Бегај, тој знаеш и што е. Второ, ја мислење градус спрема тој Мартија каква е спрема мене. Затоа што Мартија може била спрема некога лоша и се тој каже, знаеш Мартија колку е лоша. Чекај. А ти нели размисли дека може тој заслужија Мартија да биде таква спрема njega? Да, у глобалу само чекав, посебно кад си у јавност, само чекав нешто лошо да се деси и одма тој да го истакнев и тоа е Никој главна не вест. га кажува твој успех. Например, Апсолутно. карикирам, имаш 20 песми, била си на Евровизију, на све, ама ќе запамтив дека Мартија у емисију кажала дека светло жутово смета. Еве го она светло. Не, разбираш ли? значи Тоа е буквално. страшна работа е тоа. Значи Да. он например, еве за мене нешто ќе правам, му обети ја ќе кажа, да бе на njega па овој. Ајде бе, овој таков. Ја га кажува еден многу смешну слику, нели чарапа искидана и вика зашто не си маја с девојко било што, затоа зашто нели чарапата му искината и срамката улегне унутра. Аха. Марта, срце знаеш доле ше пише. Како не те срам да се смееш, дете мош нема леп да еде, ти му се смееш на скината и чарапе 300 коментара. Значи, забравива луѓе да се смеев. Или со сплюкање под другога, он гледа да дојде до израз. И ја морам još пут да те пофалу јавно. Никад не сум чуе да си кажал било што, дали у интервју, дали напишан текст, дали на профил, за било кога од уметници, од естраду, било што лошо. Сиѓа ми се што си градиш кариеру лично на твој успех, нормални су соработки Фала с други, меѓутоа можу слободно да те посочу за пример на младо девојче дете успешна на естраду, куде што си гради успех исклучиво на своји квалитети и на свој карактер. Значи, Фала Богу, значи, дај едну ракија. Јас сум само дај едну ракија. Е, за овој треба ракија. Јас сум си само реален. Значи, еве, ти у тој дел у естраду, дали се слажеш со мене или еве, твое мислење за естраду моментално у Македонија или тој дел? Па да, све тој ти што го кажа, некако ја по природу не сум конфликтен човек и не сум човек кој што ќе улегне од туѓ живот па да нешто анализира како он поступија, зашто поступија, мислу, тотално не ме интересира, тотално не е моја работа, нити па ми е текнало некад јавно да напишам Ја нешто. немам чуено, никад ништо. Стварно, па не сам никад напишала затоа што пред све викам ти природно не сум таква и не ми доваѓа такво нешто. Да, не ни било. помислу такво Да. нешто да изградам. Треба си злобан за такво нешто на крај. Па искрено да. Посебно еве у естраду и ти многу подугачко работиш и повише ги знаеш Па, скоро луѓе 15 години. и си поискусан од мене и надам се дека само право. Мислу дека 90% од луѓе сум
Има добри, меѓутоа 90% су злобни, злонамерни, само сакав штету да ти нанесев, ако да има дома да 200% си цветов управа. руже. Да. Ама луѓе не знаев дека што како беше тоа, што посееш, Тој тој ќе ќе знаеш, жнееш. да. Ако нешто викам не копај јаму на друга, пошто ти сам ќе упаднеш у њума. Да. Затоа зашто пати викам некако има одредена групација, има на пример и одредена група каде што сме буквално зафрканти, каде што ми се устамо на наш рачун и се Ама смееме. тоа е нешто друго и тој вајб се тој нема осеќа зло. преку камеру. Или еве правиме момент вика и знаеш конкуренцијата овој. Не, ја никога не гледам конкуренција. Да. Не дека сум само бендисан далеко од тој. Тој не е конкуренција, тој е повод да биду још подобар. Добро, ма нешто е интересно што на пример каде вас еве ќе кажу конкретно, прво ќе кажу за вашу конкретно браншу, нема толку суета, мислу дека, и љубомора. Нема. И кад су мушки упрашање, ви имате еден момент оној на brotherhood и ви се многу поддржувате. И узло, Значи, другар пред све. 200% си управо. 200%. Жене имав малце повише, мислу дека у нима повише су како да кажу, не може да ги навредиш, еве ја да не ги кажа, ја еве да не ти вадив тебе момент, не само бендисен, него суета ги е малце поголема. Мислам дека жена е малце другачие, гледав едно на тој фајт некој Да, нема толку, не мислу дека има мржња, него има еден друг филинг, а тоа е како некоја жичка, не може да го дефинираме. Како знаеш, осеќа се дека ми е конкуренција, ја ќе сам одмерена, нема да пружам ни поддршку, ни мржњу, него ќе сум само на дистанцу. 200%. И ја искрено и јас сам го приметија тој. Тоа е толку не знам зашто е тој такој. Ја искрено сакам тој да се смени, пошто јас стварно сам. Ама зашто да не седнеш, нема да спомнува имиња зборот за женски, пошто ви мушки нема се љутимо да спомнеш што и било кога. Па ете видиш од сам некако муабет, осеќаш куде смееш да чепнеш куде не. Да си ми живо и здраво. Жене су пољутке. Пример ако спомну, не, значи нема да спомну, ама ако кажу, Мартија, зашто с овој певачку, глумицу, не инфлуенсерку одма? Да ту или например еве ја да га поздравам Стефана, још не ме викнаја на виц битку. Значи и мене треба да ме викне цак. Ќе договориме сега што се секираш. Ама ја само да слушам, ја да вицам. Нека ти доведу публику да се смееме, да га насмееме. Може. Отешко не се смее. И еве на пример ја не се љути и он не се љути. Ми со Томскога нешто га зафркавамо, он пушта него Томски и оној кумановецот си плачат на шанкси седнале и сега знаеш каде нас тој па не е его убаво кажа, још не може да го дефинираме што е. Нема зло меѓу нас. Сигурно има некоја доза можда на љубомор у смислу на тој за да напредува. Биде боле од мене. Да. А зашто? Тој не е лошо, меѓутоа кад се осеќа злоба е више мислу дека тој више нема просперитет и нема успех, ја увек тако е мислам. Знаеш, на пример, добро, кога нас е па едно друго, ми имамо многу повисок прак на толеранција меѓу нас. Значи, не се љутимо, ама кад ќе пукне кога нас пукнава. А ми имамо Николче. Чека околу пуцање да испуцамо едну плаловчинку. Леле, вафли. Вафли Куманово. Значи, мои унуци сви еде вафли. Тако е. Свак дан. Вафли, гимназија втор улаз, веќе кад смо каде наши поддржувачи да ги спомнеме етно село Тимчевски, каде што има добар смештај, добро едење. И Мартија добива ваучер, ноќевање со поедок во едно село Тимчевски, Бањолук, све за вашата санитарија. И тамо ли да гледам, се гледа, покажи ми куде да гледам. Елида, најснабдени маркети у Македонија, Арликидо, најдобри пице, сендвичи, тостови, витамински напитоци, не шејкови, и шејкови што иде. Значи, тој се наши помагачи, поддржувачи. И Никола не прекина со палачинку. А овај со што е, со слешник ли е? С некој протеинска.
Да не го едеш. Не, Имаше ли? Преубаво е. Не, Да не си алергичен на нешто. Не, Само на злобни луѓи. да. И оние што ги спомнати Енергетски вампири. Кад сме веќе куде ваучери, Beauty Space центарот Скопје, повели, ова е за тебе. Тој е у аеродром тамо куде нас. Пошто и јас до Скопје, да. Можеш кад сакаш да си ги искористиш ваучер. Нема проблем. За масажу. Знам, ја што ти треба за мои кумаровци. Тако е. За оние други давамо сукаljke, рукавица за вадење шпор. За мене може идеално масажа. Да. Марте, твој нов проект постеѓан. Гледа се дека стварно сте уложиле прво време, сака не улазам у финансиски дел, затоа зашто правимо го мобет, некад некој финансија не може да ga купи во оној друг дел каде што искочи. Гледа се дека не е ефтино, меѓутоа шмек на сам спот, сама соработка, како се изроди свето и како дојдесте до идеја да се направи околу нешто и мислам дека после дугачко време македонска музичка сцена добива еден друг правац, каде што малце од малце почиња да се музика добра да искача на површина. И ја исто мислам и се надам дека сви што работиме музику и правиме музику во Македонија ќе остане некој овој темпо, дури би сакала и многу повише да има. За заден проект за Не барај ги ангелите збориме. Да. Искрено, песма се правеше стварно многу време. Значи, ја тој песма го сними можда пред година дана. И беше имаше едно демо, Дарко Димитров и Роберт заедно седеле си у студио нешто подработувале. Да, буквално пробувале, имаше некое демо буквално на зафрканцiju ga направиле, не буквално се местиле, значи ништо не било с намеру да снима демо. Тие су некад најбави. Да, ја иду, иду куде Роберта у студио, работимо на песму дует што не е недоглед. Да. Меѓу другото и Даре Димитров беше тамо, поздрав до Дарета. Поздрав до Дарета. И до Роберта. И до нормално, да, и до двојицата поздрав. Да. И седим у студио и викам, викам да пуштиме нешто, да одмориме малце уши од овој, пошто 3 сата некад без престан слушаш едно исто и више почнеш нешто да разбие друго. Викам, пуштите нешто, било што друго, и они следеќето што ги прво слушамо демоа, пуштав ga овој демо. И ја ga слушам и викам, што е овој? Што е, викам, лудило? Викам, овој е предобро. Ама немаше текст у тој момент. И викам, окей, да најдемо текст, да се направи текст, па да видимо што можеме да направиме. И после тој напиша се една варијанта, тоест имаше постоечка варијанта на еден текст, па ја потржи некои промене, направи смо ги промене и испадна Не барај ги ангелите. И за тој песму порука на тој песму ми беше и идеја дека не треба да сакамо со стра и дека не треба да сакамо само кад е касно. Да, кад се заврши. Да, кад е више касно. И тој беше некоја порука, затоа што сматрам дека денеска луѓе живеат со многу стравови, со многу опрезно го живи живот. Не го живив можда толку спонтано, а јас сматрам дека мораш да си искрен према све. Исто. Значи, тој што е искрено... Што си хороскоп, Боби? Лав. Лав? Ти? Стварно? Јас сум Ован. Лав сам ја и у знак и у подзнак. Леле, дупли лав. Добро, мај, гледа се дека си... Енергија. Знаеш, луѓе малце забравиват, нели, да се опушти, можда и проблеми и све. Меѓутоа, проблеми су постојале увек. Како постои во свет, постои и проблеми, па су наваѓале
и причине и време и да се развеселив и да се опуштив. Некако многу е ние ајде сега да не се критикуваме само сами себе македонци, ама ајде Балкан некако многу бидна апатичен некако. Има градови куде што стварно убаво се живи, куде што се многу помали градови, а посреќно живив. Дали некој тој сивило, некој тој не без парица не може да го кажеш, пошто знаеш, и милиони да имаш, викаш зашто да направи милиони 100 овој година. Незадовојства. Ја знаеш што мислу и баш чита у едну книгу, ти си звер го чита, не знам кој него ја читае, супер книга, посебно за ова кој не знам дали ги ти се свиѓа, ти може да го имаш тоа искуство без да го книгу директно, да. Ама ова кој за млади моје годиште, да кажеме, помлади девојчиња што живеев с некои можда несигурности, стравови некои стравови. И баш пишуваш од тој книгу, ако се ти дефинираш, ако имаш пример, болите нешто, ако ти збориш дека ти си болан, дека ти имаш проблеми, и да е тој некој ситен проблем, после ти почнеш да веруеш у тој, и тој да биде стварно реалност. Да. И мислам дека ми нонстоп и кад не е нешто толку сериозно, знаемо да си го преувеличимо и после тој да прерасне некој сериозен проблем и да се претворимо у тој проблем. А реално могало е само да се смени, да не биде не ми е добро, него да си викам, окей, добро ми е, добро ми е. И знаеш, увек има чувај Боже од бетер, или може и полошо, знаеш, многу, се зависи свет како си го гледаш. Значи, например, ти си го гледаш свет кроз призму на песму, на музику, на уметност, значи, ај ми сме на некој вид уметници, само што ми сме малце по-луди. И ја, например, си го гледам на свет призму на комедију, на хумор, на све. Значи ја буквално некој пат се смеев, значи имаш еден црњак хумор, црн виц, дечко и девојка и сега правив нешто мобет и он вика слушај маче, вика ја нема да може да дојду, вика с мој авто покори ми се ќе дојду со службено. И он вика дали си ти нормално, вика ти работиш у погребално, вика стој автото да земеш. И он вика ја дали сум нормален. Омри луѓе умирам да се возим со мене. Де ги извадиш значи. Ама тоа е, значи, ја гледам смрт е природна работа, сви сме се родиле за да умреме. Сега некој порано, некој покасно, некој на подобар начин, некој на поружен начин, ама дај бар да го проживимо овој што го живимо. Што многу кратко. Ѓорѓе Балашевиќ имаше едно многу убаво изјаву и викаше што е живот? Кад идеш на гробишта, имаш дату, година на раѓање и година на смрт. Тај мала стрелка измеѓу тие две, тоа е живот. Значи, тоа е само една мала цртичка, ништо повише. И сак ми, ако не се научиме све нешто незадоволни, све нешто... Еве, ти едеш палачинко. Зашто се ги ја да не еду? Ти ги му го даеш пола палачинко. Зашто пола? Живи ти. Тој ми е некако, не знам, необјаснимо, непоимливо, зашто луѓе не разберав дека треба да се ужива нели на крај живот. Апсолутно, исто го мислам и ја. Сви го имамо тој проблем, сви некад знаемо да се исклучиш да потпаднемо и на проблеми и на све, меѓутоа увек треба да имамо еден ремајндер или нешто да правиме што ќе не потсеќа дека стварно многу кратко смо туи и барем док смо туи да го искористимо максимално тој време. Ја реално ти се диву на твоја енергија и на твое размислување, пак и ти кажам нека пукне душмани колку сакам ќе те фал. Моја емисија ќе го фалу колку сакам. Значи, ама стварно мислу, еве и пример да те зему како пример како треба да се гради в млади и малце мајндсет да се смени. Значи, дај бе луѓе да се дружимо. Тоа е најголем. Ја ќе ти кажам, ја проблем за гости овдека да дојдев. Значи, имам некои луѓе што ги вика, па брат, знаеш, па на кој че, братче, полека малце фала ја. Мој да те викну, нели? Ти си доше испоштувај си или не, ја не се љуто. Значи, не можеш на крај свугди све да постигнеш. Боже мој. Ама начин на кој тој се кажува, демек, тој што го кажува ти, некако од висину те гледа понижувачки. Царе, јас се труду, како ти што се труди, еве ти си, значи, почнала од многу мали години, сега достигнала ниво кое сега достигнала и сваката час, пак ќе каже. Ама ти, значи, не понижуваш никога.
А оно е остало се некако се е на понижување, не сите, одреден тип. Има луѓе кои што се зезаво, кои што е све баш како што треба. Да, има различни карактери, не знам, не може да се сложу со тој дека треба да се понижува друг за да се ти сам узвишиш, тој у никој логика и у никој случај не сум го нити сам воспитувана такој, нити цел мој живот не се испоставил дека е тој такој. Ако те ја извреѓам дека ја сум нешто повише. Твое окружение ти ипак е доваѓаме од еден друг момент домашно воспитање. Да, многу е битно. И нормално работа на себе. Да. Некој може да има исто такој одлично домашно воспитување, меѓутоа еден друг дел да е му е лош. Да, да има можда лошо обкружење на работу, лошо обкружење у школу, лошо обкружење. Дали дека тој може да се каже малци како лабилен карактер? Не толку строго, јас сум лош, да не ти вадам збор од уста, ја ga кажуј, дека мислу дека па е некој лабилен карактер. Знаеш, све што претераш... Ова е многу комплексна тема. Да, малку легнасмо предлибоко. Да, ама не е убаво затоа што, ја од гости ваду, например, не навредуваме, не вреѓамо, него ваду од гости да покажу и другу страну, нели? Што е како е. Лабилен карактер е уствари исто ја тоа разбирам. Ми смо биле пример тројца другари или четворица. Сви сме имали исти услови. Ама ти си успеала. Што е тој проблем? Значи, све што су биле, и да не кажу и пороци, и све, пошто јас сум некоја генерација која што видимо све у живот, и ти ако препиеш воду, ќе те боли стомак. Значи, без обзир, ако не си карактер, у тој смисол сакам да го кажам, а ти си градена дека треба да бидеш борац. Значи, покрај све, дека, ја, мој татко ме е тако воспитува. Деси се он што се деси, значи, тоа е с njega, 2001, ја продолжи, кад ми го највише требало у живот. Да сам бија ја малце леле, не, тоа е. Значи, живот е, што го правиме, чукаш од прашину и продолжуваш дале. Тоа е. Па да, за жал, пак ќе се вратам, мислам дека и многу несигурности и покрај социјални мрежи. Порано можда е било полусно, јас сум фатила, мислам, некое време, не сум многу возрастна, нели, за разлика од тебе, сум дете. Да, али... Ти кој, извини, кој ген? 2004. Така е. Марти е моја, 2003. Да. Тако е да, али јас сум раснала со постари браќа, сестри, каде мене некако останало е тој дека мора да се бориш во живот, дека не смееш никад да попуштиш тој да се деси. И мислам дека не сум имала ни простор да попуштам многу и да кажу окей, куде ме носи живот тамо, како дуне ветар ја такој. Не, мора некако цврсто да се имала сум многу поддршку, многу голему потпору, меѓутоа кредит... Крajna одлука е била твоја. Била сум многу свесна, не знам како да кажу. Неќе да звучу... Ама тако е. Али е стварно било такој. Ја може да потврду затоа што сум бил твој близина. Значи ја може да потврду дека е такој. И веруј дека свак човек може такој да поступи, да има добри одлуки у животот со кои што нормално он ќе е среќан, не е битно за мене што е добро или за тебе, битно е кој како ќе се осеќа добро. Да не живи у страј, да не живи живот што не го сака. Тоа е смрт. Да, и мислам дека све се сведува на тој само работа на себе. И знаеш, малце, још сме општество што осудуваме. Не прифаќаме, него осудуваме, и тој може да биде проблем. Ајде, на едну смешна тема. Љубовна врска. Ке се претвору палачинку. Ке ти го дару од глава. Јас сум противка палачинка. Не прашуј ништо конкретно. Не, ја да си прашав. Знаеш, има прашав. Леле, ја за тоа не зборувам. Ма не нормално е да, не е нормално, ма сак па, нели, ајде па, сак па. Да, само љубовну врску. Добро, браво. Имам дечка и супер ни е. Како прифаќа овој твој ангажман? Мислам дека најверојатно претпоставljam дека још кад сте почнале врску, он знае с кога е, како е, што е, дека треба да те прати. Или не ги мешате тие?
искрено да биду, не сум сигурна колку он беше запознаен. Или спреман да кој сам ја и што сам ја. Мислам дека нега не е бил едноставно информиран, не е пратија толку, да кажа, македонску сцену, што мене ми беше супер. Да. Он ме запозна лично како човек, кој е у суштину Мартија, и тој ми беше најбитно од све. И пресудно. Да, и пресудно, и немамо никаков проблем. Он е остварен Супер. на свако поле, и мислам дека... Не влазам у детали. Да. Немамо едноставно, стварно супер функционирамо сак за сак. Мислам... Нормално имаш подршку за работа што го. Да. У тој контекст сакаше да го кажа дека он уствари знае, мислам, или посеме да знае дека ти што се бавиш, значи ти стварно уметничка душа и тоа е окей, е коректно. Дефинитивно треба да е кога станува збор за посебно Македонија, за јавна личност, треба да е многу сигурен у себе партнер и да не е љубоморан. Едноставно е нормално поверење пред све. Али тие некои основни работи се стварно многу битни за да тај врска биде успешна, и ми го то имамо, надам се дека такој ќе остане. Супер. Али он неќе многу да збору за njega, надам се дека нема да ми се најде. Не, извини брат, овој беше само на успут. Успут беше, така да кажемо нешто. Да. Мислам дека пак ќе се навратиме на музичку сцену и општо нашу естраду. Мислам дека спомнамо го тоа на почеток, па затоа сакам да се надовржа, дека малце од малце се средуев некои работи и се доведуе уред музичка сцена, затоа зашто многу имаше и успешни предходно, ама некако не успејамо, дали под влијание, не е битно, на турбофолк, на кич, на шунт, на било што, не дека не слушавам и некој турбофолк да лупнеш едно 5-6 пива, 10, не е битно, да, тоа е, слуша, да, тоа е, ајде да не. Ама можда тој допринесе окој малце покасно да се развие. Значи, бие порано и Кристијан Габровски, и Тијана Исак, боже мој, далеко од тој. Меѓутоа, они су од тој време кога што беше и транзиција, и треба жестоко да се бори со шунт, со кичерај. Не мора да значи дека ако е песма од Цецо дека е шунт или дека е од Јелену Карлеуш, не знам, ама некако тие песме се земава како репер да се уништи све остало. Они има преубави песме, значи и поза тие песме стоив луѓе композитори, стоив продуценти, значи ипак сам запознаен у тој дел, уложено е многу за да искочи тој како што искочила. Сега, дали си изгубило правац или не, ама мислам дека во последни 2-3 години или ајде 5, некако како да се бистри вода, да не кажа да искачав добри песме, добри аранжмани, добри певачи. Не може, глупо ми звучи певачи да каже. Нели? По мене. Што певач? Добро, дека Гумаровски вајде певачи. Нели? Па пеалка. Па добро, ја би ги кажала, има различен тип на има интерпретатори и артисти. Сак интерпретатор е човек кој што само го изведува га дело кој што еве некој друг автор го е напишае, док артист е и инволвиран у сам процес на креирање, дали ке е спот или музика или текст или аранжман, мислу тако и да ги кажемо. Мора да се соживиш с песма, нели? Апсолутно, ја морам. Ја иначе не го прифаќам или уопште. Ако не те чека, ако не пипне, ако нема нешто што е мое. Јас сметам дека и си тражиш у песма нешто да се пронајдеш себе. Мислам дека само такој може и публика да осети. Да. Мислам дека публика е толку осетлива на све што ќе кажеме и на све што ќе пуштиме, посебно кога тој чувствуваме или мислимо или е длабоко у нас. И мислам дека само такој стиза права порука до публику. Иначе мислам дека не е толку силна порука или емоција што сакаме да кажеме. Гледај ти ги спочини песма, значи знаеш да унесеш емоција у песма, значи далеко тој и ми се многу свиѓа. Сеќаш што ми не треба у вицеви да унасаме емоција.
Не, знаеш, и у нашу бранша е дека треба да бидеш добар. Има смо едну седенку со едну екипу, меѓу кои и Ујкоти, да га поздравиме Шипуцове, поздрав брат, две емисии, трите спомнуи поред, ама брат си ми што ти право. Зашто не га викна, ќе ве покана за совет? Неќе викнага, брат, дега бе тамо. Стварно неќе? Да, а иначе, има смо, и у тој друштво, куде што седе смо, можеше Цобе, ја, Шанац и Ѓурѓум, да ga спомнемо, можеше, само ми четворица можеше да кажемо вицеви. Значи, некој да се потруди да каже вице, брат, полака. Ке се повредиш, кажи ги на Цобета, на Шлјукса, на они нека га кажа. Ми смо една од првични замисли за ту емисију претходно што го имаше фактички седенка моја над Собрета и на Тонита Михајлосова. Од таму е дека ја да пуштиме камера да се смее народ и ја не сум знала ово. Да. Значи нас не прати еве и фамилијарно. Фамилијарно некоја звезда мора нешто да има, значи поврзано со обавезно. Ја што ти викам, ја со Собета, со мајкото и по 30-35 години сме пријатели. Знаеш колку ми е кеф? Да, и мене ми е кеф што те гледам колку успеа и успеваш и љутете се колку сакате. До прв ти ќе ја кажеш збор на естраду во Македонија. Значи до прв. Овој што е до сега што си направила не е малце, ама твое до прв доваѓа. И ја исто га мислам. Посветеност, љубов спрема работа, емоција спрема музика, уметничка душа, не пејачка, значи немате уметничка душа, ќе кажу повише. Да. Значи знаеш да се соживиш со све и до прв има што да кажеш ти на македонско естраду. И ми е мило, ке викате после, ја ќе кажа, ја имаше подкаст со Смартио, не ви. Так више, Боби, не една палачинка, 3. Ја така спреми руке 3 палачинки. 3. Иначе не доваѓа. Иначе без 3 палачинки не доваѓам. Мартич, драго ми беше што беше мој гост. И мене исто, јас сум си преубаво прошла. Мислам дека е опуштено, дека е лабаво, дека ово и беше, што требаше да биде. Да. Еве, за крај, увек викам некој поруку, што би кажала, на млади, што да направим, што да правам, што да чинам, за да биде кул, едноставно да успеев у живот и дека, што би им ти поручила, извини? Ја би поручила, сега сум инспирирана од еден филм кој што го гледа пред 2-3 дена и тој ми е некоја мисла која што ми движи овие денови у глава, тоа е дека да не дозволиме свет и околина да не сруши ако пробуваме да бидеме своји. Најбитно е да останеме своји, тако ќе сме автентични, тако едино можеме да успееме и да работиме и да сакамо искрено. Мартич, фала Шепучев беше мој гост. Фала Шанкеру за палачинке, за воде. Супер е било. А ви, драги мои гледачи, продолжите да не гледате, напишите кој гост сакате да биде туј и ставете subscribe на ВОФДК. Куде да гледам? После 4-ту емисију погоди како треба. Браво! Па не е како што треба и добре. Добре, али што му да кажам, е одлично.